Try to remember the kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and grain so yellow. Try to remember the kind of September when you were young and a callow fellow. Try to remember, and if you remember, then follow. Поздрав! Шакјамуни Буда вели во големата сутра: постоењето е дуалност, непостоењето е недуалност. Оваа изрека, напишана во сутрите пред повеќе од 2,5 милениума, може да послужи како совршен вовед во законите на формата на Џорџ Спенсер Браун. Имено Laws of Form е книга напишана од британскиот математичар, филозоф, поет и кибернетичар Џ. Спенсер Браун, која беше објавена 1969 година. Првиот аксиом на Спенсер Браун вели просто: вредноста на повикот направен два пати е вредноста на повикот. Тоа е законот на повикувањето или Law of Calling. Вториот аксиом вели: вредноста на преминувањето направено повторно не е вредноста на преминувањето. Ова е законот на преминувањето или Law of Crossing. Концептот на повторен влез, re-entry, го представува капацитетот на формата повторно да влезе во својот собствен простор. Тоа е Ороборос или змија која ја јаде собствената опашка. Од тука произлегува само референцијата, како и законот на Гедел за некомплетност. Тоа е основниот облик на самосвесност на индивидуа која го поставува вечното прашање на човештвото: кој сум јас? Законите на формата на Спенсер Браун можеме да ги посматраме како игра. На крај тоа е играта на манифестацијата, танцот на Шива, универзум во кој што од прасостојбата на апсолутното, неманифестираното, вечното, празнината, во еден безвременски миг настанува манифестацијата, двојноста, раѓањето и умирањето, денот и ноќта. А тоа е и основната идеја на Спенсер Браун. Нееднаш е речено дека ние сме богови кои се заиграле и во играта го заборавиле своето божествено потекло. Но секоја игра има правила, па така и оваа. Во универзумот на Спенсер Браун постојат само две состојби: обележено и необележено, или означено и неозначено. Имено, дефиниран е еден единствен символ, нека го наречеме знак или крст, како недовршена порта кон вечното, кој се состои од една хоризонтална отсечка и друга вертикална. Тоа е знак на дистинкција или знак на правење разлика. Тој или постои или не постои. Ако постои, состојбата ја означуваме како обележано или означено. Ако не постои, состојбата ја означуваме со необележано или неозначено. Така овој графички символ, крстот, е централен елемент на овој калкулус и тој представува чин или акт на направена разлика и означува граница. Оваа граница ја одвојува формата од неформата. Дистинкцијата е акт. Символот крст или премин е символ кој што го означува тој акт. Ке го нарекуваме уште и знак, марк. Во својот логичко-филозофски трактакус Logico-Philosophicus, пропозиција 7, Лудвиг Витгенштейн вели: таму кај што тој не може да зборува, тој мора да остане нем. На англиски: whereof one cannot speak, thereof one must be silent. Но рековме дека ќе играме како деца во песокот, како творецот кој што го создал универзумот. Да почнеме. Имаме аранжман или почетна состојба која што изгледа вака. Се прашуваме која е вредноста на овој аранжман. Правилата на играта се многу едноставни. Ако имаме два знака што се еден до друг, можеме да ги кондензираме во еден, како на сликата.
двата внатрешни крста се споја во еден. Тоа е прво. Ако имаме два знака еден врз друг, тие се поништуваат. Како на сликата. Тоа е негација на негацијата. Рековме знакот или го има или го нема. Овде го нема. Тоа е второто правило. Понатаму, имаме повторно два знака вгнездени еден во друг, тие се поништуваат, првиот пар, состојбата станува како на сликата. Има само две состојби, обележено и необележено, тука добивме состојба необележено, внатре под крстот. Гледате дека немаме ништо друго во целиот аранжман, освен основниот символ на назначена порта, знакот. Еден символ, хоризонтална отсечка, вертикална отсечка. Или како сакаме, што и да е, што сами ќе си смислиме, идејата е иста. Конечно, следниот вгнезден пар може да се канцелира, да се избрише. Тоа остава уште еден пар што исто така може да се избрише, така што вредноста на овој израз завршува како состојба означено. Тоа е една состојба од двете можни, постои или не постои. Некој друг аранжман би можел да заврши во состојба не постои. Тогаш велиме дека вредноста на тој израз, даден на почеток како определен аранжман, е неодбележена или немаркирана или неозначена состојба. Убавото е што можеме да одиме наназад, следејќи ги истите правила, можеме да ја реконструираме низата. Ако во една инстанца имаме ништо, или не постои, или неозначено, можеме тука да додадеме два вгнездени знака, бидејќи тие два аранжмана се еквивалентни. Неозначена состојба е еквивалентно со два знака кои се поништуваат еден со друг, или 4, 6 и така натаму. Значи, според второто правило, можеме да додадеме два вгнездени знака. Потоа можеме да додадеме уште еден пар од две немаркирани состојби. Добивме два вгнездени пара. Потоа можеме да додадеме уште еден пар кој е немаркирана или неозначена состојба над знакот лево. И на крај, според првото правило, можеме да додадеме уште еден знак покрај оној кој што го имавме оригинално, лево. Го добивме оригиналниот исказ. Решението на горниот исказ се видовме означена состојба. Уште еднаш, според првото правило можеме да додадеме знак покрај состојбата обележено или знак покрај друг знак, бидејќи знакот означува дистинкција. Знакот вели постојам. Ако постои, сеедно е дали еднаш ќе речеме постои или ќе повториме многу пати постои, постои, постои. Дистинкцијата е направена. Дистинкцијата е акт на поделба меѓу формата и неформата. Од непостоењето тргнува постоењето и извикува биди. Како што вели Ибн Араби, реалноста сакаше да ја види суштината на своите најубави имиња или, да кажеме поинаку, да ја види својата собствена суштина во сеопфатен објект кој ја содржи севкупната божествената наредба, која квалификувана со самото свое постоење, че му ја открие нему неговата собствена мистерија. Или поедноставно, божествената наредба биди или постои, дистинкцијата на Спенсер Браун, со самиот факт што произлегува од Бога, има авторитет да му ја соопшти нему, на Бога, неговата собствена тајна. Бидејќи да се види нештото само по себе, не е исто како да се види истото тоа нешто во другиот како во огледало. Тоа беше Ибн Араби. Во крајна линија, овие две состојби го прикажуваат раѓањето и умирањето. Но да почнеме со законите, значи закони на формата на GSB, George Spencer Brown. Ке почнем од крајот на ова прекрасно дело, а тоа е поглавието 12. Тука Браун ја прикажува својата примарна аритметика, значи не само алгебра како Джордж Бул, кој што е во основа на дигиталните технологии, туку и аритметика. Потоа колапсот на комплексните изрази, прикажува на минималистички начин скриена осцилација и самореференција.
Во овој дел, кога ќе дојдеме до примарните состојби, бидејќи едната од нив е неозначена, таа не смее да се именува. Затоа, наместо да ја именуваме, ќе ја покажам формата на кругот со прстите. Тој презентира 4 експерименти во кои црта едноставно круг, односно бара од нас да нацртаме круг во рамнина. Ова создава дистинкција. Прв експеримент во рамнина нацртај круг. Имаме дистинкција меѓу внатрешното и надворешното. Ова сега ни овозможува да го означиме внатрешниот дел, или да го означиме надворешниот дел, или да ги означиме двата, или да не означиме ниједен. Да видиме што се случува. Прв експеримент. Во рамнина нацртај круг. Нека знакот М ја означува надворешноста на обимот. Нека ниеден знак не ја означува внатрешноста на обемот. Нека знакот М биде круг. Внеси го знакот повторно во формата на кругот. Сега кругот и знакот не можат, во однос на нивните релевантни својства, да се разликуваат. И така е еднакво. Гледате дека оваа слика е пандан на исказот од првиот аксиом, а тоа е дека повикот направен два пати е истиот повик. Гениално. Идеме понатаму со вториот експеримент. Во рамнина нацртај круг. Нека знакот М ја означува внатрешноста на обемот. Нека ниеден знак не ја означува надворешноста на обемот. Нека вредноста на знакот биде неговата вредност во однос на просторот во кој се наоѓа. Односно, нека таа вредност биде во однос на просторот надвор од знакот. Сега просторот надвор од обемот е неозначен. Следствено, според валуацијата, знак внатре во дистинкција е еднакво на празен простор. Сега нека знакот М биде круг. Внеси го повторно знакот во формата на круг. Сега, според валуацијата, е еднакво на просторот во кој се наоѓа, односно неозначена состојба. Круг во круг, знак во знак, знак внатре во дистинкцијата, според валуација, е еднакво на неозначена состојба. Што е валуација? Валуација или вреднување, според Спенсер Браун, е процесот на сведување на даден израз на неговата наједноставна фундаментална форма, а тоа е или означена состојба или неозначена. Витгенштейн вели, таму кај што тој не може да зборува, тој мора да остане нем. Идеме понатаму. Трет експеримент. Во рамнина нацртај круг. Повторно почнуваме со цртање круг во рамнина. Нека знакот М ја означува надворешноста на обемот. И нека сличен знак М ја означува внатрешноста на обемот. Значи, сега имаме и внатрешноста и надворешноста на обемот означени со М. Сега, бидејќи ознаката М ги означува двете страни на обемот, тие не можат во однос на вредноста да бидат разликувани. М внатре, М надвор, дистинкцијата ја снемува. Но, одиме понатаму. Повторно, нека знакот М биде круг. Внеси го повторно знакот во формата на кругот. Сега, поради идентичните ознаки, оригиналниот круг не може да разликува различни вредности. Тој гледа круг надвор, круг внатре. Затоа од овој аспект тој не е дистинкција. Затоа тој може да биде избришан без губиток или добивка во просторот во кој се наоѓа, бидејќи не е дистинкција. Оригиналниот круг го избришавме.
бидејќи тој повеќе не е дистинкција, имаме круг натре, круг надвор, внатре и надвор станува исто, формата и неформата. Нема инструмент со кој би разликувале внатре од надвор. Остана внатрешниот круг, без дистинкција, и надворешниот круг, поранешните ознаки М, кои сега се кругови. Внимавајте како нештата ги минуваат улогите и како се губат границите. Но ние видовме во првиот експеримент дека еднакво. Следствено, го враќаме оригиналниот круг, кој беше дистинкција со М внатре, М надвор, значи круг внатре, круг надвор, бидејќи М сега е круг, и имаме еднакво на. Ова не е неконзистентно со наодот од вториот експеримент, дека е еквивалентен на просторот во кој се наоѓа. Бидејќи тука направивме во 2 чекора оно што таму беше направено во 1. Еднакво на прасно, ако влеземе од надвор внатре, па повторно внатре надвор, повторно сме надвор, од каде и тргнавме. Значи тоа е негација на негацијата. Но одиме понатаму. Во 3 експерименти досега имавме знак внатре, тоа беше првиот експеримент, знак надвор, вториот, знак внатре и надвор, третиот. Следи 4 експеримент. Повторно, во рамнина нацртај круг. Нека надворешноста на обимот биде неозначена. Нека и внатрешноста на обимот биде неозначена. Но видовме во првиот експеримент дека еднакво и дека затоа со обратна примена на постапката на прочистување таму еднакво на круг М, што значи знак, што значи круг. Уште еднаш кратко, според првиот експеримент кој е пандан на првиот аксиом, круг е еднакво на круг со прочистување. Тоа е од лево кон десно. Во обратна насока, од десно кон лево, важи круг е еднакво на круг. Но вториот круг, од круг беше знак М, од тука круг е еднакво на круг М. Но М тука е надворешноста на кругот и ја представува вредноста на обемот во однос на просторот надвор, или со зборовите на GSP, минималистички и прецизно. Вредноста на обемот во однос на надворешниот простор мора според тоа да биде вредноста на знакот, бидејќи знакот сега представува дистинкција на овој простор. Наблюдувачот, бидејќи го разликува просторот кој го зазема, исто така е знак. Во експериментите погоре ги замислуваме круговите како форми, а обемите како дистинкции што ги обликуваат просторите на тие форми. Односно, обемот на кругот е граница или дистинкција меѓу внатрешноста на кругот и надворешноста, меѓу внатре и надвор, меѓу формата и неформата. Ако кругот е форма, а овде зборуваме за законите на формите, тогаш обемот на кругот го дели кругот, формата, од надворешноста на кругот, која следствено е неформата. Значи, обемот е дистинкција. Во оваа концепција, секоја дистинкција повлечена во некаков простор е знак, марк, што го разликува просторот. Подеднакво и обратно, секој знак во некаков простор повлекува дистинкција. Зашто видовме во експериментите М беше знак, кој стана круг, кој стана форма, кој стана дистинкција. Сега гледаме дека првата дистинкција, знакот и наблюдувачот, не се само заменливи, туку во формата идентични. А ако погледнеме малку поубаво, ќе видиме и дека нашите 4 експерименти не доведуваат всушност до нашите 2 основни закони, законот на повикување и законот на преминување. Law of calling и law of crossing. Гледате
потполна аналогија. Со тоа стигнавме до крајот на поглавието 12, кое е истовремено и последното поглавие на ова прекрасно дело, кој има потенцијал целосно да го промени човековото мислење. Се враќаме од таму од каде што тргнавме. GSP, George Spencer Brown, зборува за тројната идентичност на реалност, појава, свесност. Reality, appearance, awareness. Не можеме да ја имаме едната без другите две. Тие се тројна идентичност, три во едно. Нема појава, вели тој, која не е освестување на појавата и секако нема освестување што не е појава на освестувањето. Слично како во концептот на Тао во источната мисла. Наблюдувачот и она што го наблюдува стануваат едно и исто. Човекот е стопен со коанот, со своето вечно прашање, трагачот со патот, момент на спојување на субјектот и објектот. Но ние идеме понатаму, подлабоко во законите на формата. Одиме сега на зелените слайдови, green meaning structure. Нека ја разгледаме теоремата 9. Теорема 9 е варијанса. Таа може да се пее како мантра. Ја нарекуваме уште и J2 од Джабар, корен на поемот алджабар или алгебра на арапски. Во суштина, ова е транспозиција, ќе видиме понатаму. Во основа, теоремата вели PR знак на 2, QR знак на 2, знак на 2, е еднакво на P знак, Q знак, знак на 2, R. На англиски, PR mark over 2, QR mark over 2, mark over 2, equals P mark, Q mark, mark over 2, R. Тоа е од лево кон десно. Теоремата важи и наназад, од десно кон лево. Во тој случај, P знак, Q знак, знак на 2, R, е еднакво на PR знак на 2, QR знак на 2, знак на 2. Ке се среќаваме со одно и одно, да го докажеме. Најпрви ќе го земеме R и ќе го замениме со знакот, односно со состојба обележан или означен. Тоа е символот што го означува актот на дистинкција. Значи, тие две, актот на дистинкција или поделба на внатре и надвор, форма и неформа, и символот што го означува тој акт на поделба, крстот или знакот, или символот означено, се поврзани, но не се едно исто. Дистинкцијата е акт, чин. Знакот е символ за тој акт. Назад кон равенката. Левата страна од равенката тогаш ќе изгледа вака. Следно P или Q може да бидат означени или неозначени. Ако се означени, тие кондензираат со портокаловиот знак, кој е R, односно двата знака се стопуваат во еден. Останува еден портокалов знак. Ако се неозначени, исчезнуваат. Останува празнина. Останува само портокаловиот знак. Тоа беше R. Означени кондензираат, неозначени исчезнуваат. Тоа се сведува на два гнездени пара, односно истото. Работиме на левата страна на теоремата 9. Ги поништуваме двете инстанции од гнездени ознаки и ни останува знакот. Значи, како резултат на симплификација, добиваме знак, кој е една од вкупно две можни состојби. Од левата страна добивме состојба на означеност. Се уште сме кај варијанта R равно знак, лева страна. Сега ја земаме десната страна од равенката, R и понатаму е знак. Го заменуваме R, што се случува? Па остатокот од изразот, P знак, Q знак, знак на 2, што е пред R, кој го заменивме со портокалов знак, може да има означена вредност или неозначена. Значи, се што е пред R го гледаме сега како целина. Ако е означено, се кондензира со портокаловиот знак и се стопува во еден единствен знак. Ако е неозначено, се поништува, исчезнува и повторно останува само портокаловиот знак. Значи, се што е пред R го гледаме како една целина, која што може да биде означена или неозначена состојба.
Во секој случај останува знакот. Сега тука всушност треба да се искористи теоремата 3 на Спенсер Браун од неговите закони на формата, прикажана на слайдот. Во основа теоремата 3 вели дека ако во еден простор има означена и неозначена состојба, вредноста ќе биде означена. Ова може накусо да се докаже применето на нашиот случај, така што ќе ги поминеме сите опции кои постојат. Со ова всушност демонстрираме кратко дека теоремата 3 на GSP од законите на формата е применлива во овој доказ на исказот кој е пред нас. R го заменуваме со знак при првиот помин. Одиме низ опциите. Ја гледаме десната страна на равенката. Ако P е означено, портокаловото, Q е неозначено, ќе видиме дека парот лево кој што е вгнезден се поништува. Останува уште еден пар и тој се поништува, останува само портокаловиот знак. Варијанта 1. Ако двете се неозначени, двата придружени знака кондензираат, останува пар вгнездени знака и останува само портокаловиот знак. Повторно вредноста на изразот е знак. Досега имавме означен и неозначен, прв случај, двата неозначени, втор случај, останува двата P и Q да се означени. Двата вгнездени пара се канцелираат, останува горниот знак. Тој се стопува, односно се кондензира со портокаловиот знак, нашето поранешно R, и повторно имаме конечната вредност на изразот да биде знак од двата можни. Сето тоа беше ако R е знак. Со тоа покажавме дека крајната вредност на десниот израз е знак за сите можни случаи. Значи, досега покажавме дека левиот израз е знак за сите случаи кога R е знак. Ова е левиот. И исто така покажавме дека десниот израз е исто така знак за сите можни случаи кога R е знак. Значи, ако R е знак, двете страни на равенката се еднакви и теоремата важи. Докажавме за R равно знак. Но што ако R е неозначена состојба, празнина? Во тој случај го вадиме R од левата страна на исказот, го бришеме, бидејќи е празнина. Го вадиме R од десната страна, бидејќи е неозначена состојба, и престо добиваме потполно ист израз и лево и десно, кодес дискимус, што и требаше да се докаже. Значи, ако R е неозначен, левата страна на равенката е еднаква на десната. Со тоа нашата работа во овој дел заврши. Ги исцрпивме сите можни случаи, ги исцрпивме сите можни вредности на R, докажавме дека мантрата PR знак на 2, QR знак на 2, знак над 2, еднакво на P знак, Q знак, знак на 2, R. И од десно кон лево, P знак, Q знак, знак на 2, R е еднакво на PR знак на 2, QR знак на 2, знак над 2. Завршивме голема работа. Во понатамошниот тек од видеото ќе погледнеме едно изведување каде Спенсер Браун гради калкулус во калкулусот и тука започнува магијата. Кои ознаки ќе ги користиме? Ќе користиме како и досега символи за формата на променливите, мали букви, символ за формата на константа, знакот, ќе ја користиме формата на позиција, формата на транспозиција, знакот рамно, за кој што Спенсер Браун вели дека треба да се разбере како, цитирам, to be confused with, со други зборови, изразот од левата страна може во забуна да се помеша со, тоа е нашето равно или еднакво, со изразот од десната страна. Бидејќи навистина она што знаеме е само дека А е А и Б е Б. Тоа е Спенсер Браун. Другото е по забуна, конфузија. Но и ова не е доволно добро за GSP, Джордж Спенсер Браун, и тој прв во историјата на математиката дава доказ
дека А е еднакво на не го зема здраво за готово, не е аксиом, го докажува. Понатаму ќе ги користиме следните иницијали. Користиме C за последица, consequence, и како иницијал за примарната аритметика, и од indication, индикација, J како иницијал за примарната алгебра, од algebra, алгебра на арапски, R за правило, rule, T за теорема. Овде И означува индикација. Тоа е примарна аритметика на дистинкции која предходи на бројот и алгебрата. Овој иницијал И за индикација е најдлабок и затоа најтивок. Да се индицира нешто е да се покаже со правење дистинкција. Како и секогаш кај Spencer Brown, what comes first is named last. Ова е неизбежно. Потоа иницијали на примерната алгебра се позиција и транспозиција. Активности во врска со позицијата се отстрани и вметни. Активности во врска со транспозицијата се собери, односно прибери и распредели. За формата на позиција ќе користиме J1, за транспозиција J2. Докажавме транспозиција во зелените слайдови. Следно, нашата задача ќе биде да ги искористиме овие аксиоми, правила и закони, за да докажеме една многу елегантна релација, а тоа е дека А знак над знак е еднакво на А. Тоа е рефлексија, последица од основните аксиоми. Ние ова го знаеме интуитивно, си игравме со тоа во поинаква форма, но како да го докажеме тоа користејќи ги алгебарските иницијали? Да видиме. Најпрвин ќе го користиме J1, иницијалот за позиција, и ќе го замениме членот P со нешто друго, користејќи правило за замена. Ќе користиме А знак за секоја инстанца на членот P, го заменуваме, и ќе го ставиме тој исказ, позицијата, до А знак над знак, бидејќи е еквивалентен на неозначен простор или празнина или ништо. Можеме да го уфрлиме каде и да е каде што има празно место. Го вметнуваме J1 на празното место пред А знак над знак, бидејќи е неозначена состојба, можеме да го ставиме каде сакаме, и го заменуваме членот P со А знак. Тоа е замената и позицијата. Веќе во овој израз го препознаваме J2, односно транспозицијата, нашата мантрата. Сега ќе го користиме J2, PR знак на 2, QR знак на 2, знак над 2, е еднакво на P знак, Q знак, знак на 2, R. Ќе ги транспонираме, значи го ставаме десниот дел од изразот лево, левиот дел од изразот десно. И ќе ги замениме двата члена, наместо PRQR имаме сега RPRQ. Ќе го земеме членот P и ќе го замениме со А знак секаде каде што се појавува. Еве го. Потоа ќе го земеме членот Q и ќе го замениме со друга итерација за А. Еве, вршиме замена Q равно А, го земаме Q, вршиме замена, а сега ќе го земеме членот R и ќе го замениме со А знак над знак. Изразот сега изгледа вака. Во овој израз сите членови се А. Што ни овозможува тоа да направиме? Сега знаеме дека од P1, позицијата од примерната алгебра, иницијал J1, А знак со знак над него, А знак со знак над двете, е еквивалентен на неозначена состојба од J1. И еве го пред нас, па можеме само да го отстраниме тој израз.
и левата страна да биде еквивалентна на овој нов израз од десно во редуцирана форма. Знаеме, сега знаеме дека овие се еквивалентни, од десната страна изразот напред пред а знак на знак е J1 или празнина. Можеме да го земеме тој израз и да видиме дека е еквивалентен на она што го најдовме од J2. Тоа е изразот во средина. А тоа е од првиот ред а знак над знак. Сега го користиме J1 и во овој случај велиме дека P ќе биде заменет со А. Го земаме членот од горе, кој што е, не забораваме, А знак над знак, нашето поедоно. Го земаме. Потоа ќе го прошириме овој простор. Го прошируваме просторот, бидејќи тоа е празен простор, можеме во него да вметнеме што сакаме. И го вклучуваме J1 во него, како што се појавува со шеновите А, наместо со оригиналните П. П го заменевме со А. J1 означуваше празнина. Сега препознаваме дека постои член А заеднички за две поделби во рамките на еден простор. Гледаме во горниот израз и тоа веднаш не асоцира на нашето J2, на транспозицијата што ја докажавме предходно во зелените слайдови, а именно PR знак на 2, QR знак на 2, знак над 2 е еднакво P знак, Q знак, знак на 2, R. Ги гледаме замените, но првиот дел има А знак над знак во двата простора, па затоа е еквивалентно на J1. При тоа сето ова произлезе од поедобното А знак на знак, што се сведува едноставно на А. Значи добивме А знак на знак еднакво на А. Ова е магијата на законот на формата и G. Spencer Brown. А се што користевме J1 и J2. Значи магично добивме нешто што интуитивно го користевме во играта според правилата, а тоа е дека А е еднакво на А знак на знак. Меѓутоа сега го докажавме користејќи само J1 и J2. Тоа е рефлексија. Следствено А знак на знак е еднакво на А кодес дискимус и што представува рефлексија. Сега нека минеме низ постапката повторно, чекор по чекор, да може да видиме што направивме според книгата на GSP. Најпрво го искористивме J1 и го ставивме во празниот простор пред А знак на знак, бидејќи е неозначена состојба. Потоа го транспониравме на дволешниот член А знак на знак во две еднакви поделби на простор според J2. Тоа беше нашето R. Отстранивме израз што беше дел од тој простор што е еквивалентно на J1. Тука P е знак над знак. J1 представува неозначена состојба. P знак на двете, тоа е J1, представува неозначена состојба и може да се докаже многу лесно. Потоа го проширивме тој израз и ставивме друга инстанца на J1 во него. Бидејќи просторот беше празен, го проширивме и ставивме J1. Можеме да ставиме што сакаме, ставивме J1. Потоа го транспониравме надворешниот член во две еднакви поделби на простор, според J2. Го извадивме надвор. Тоа е мантрата, J2. Забележавме дека имаме израз кој беше еквивалентен на J1, па можевме да го отстраниме и ни остана единствениот член А. Значи, тргнавме од А знак на знак, применивме J1, J2 и добивме повторно А.
Значи, А знак над знак е еквивалентно на А и тоа е демонстрирано со употребата на нашите иницијали. With this we return to where we started. Значи се вративме таму од кај што тргнавме. Тоа е магијата на Спенсер Браун. Happy end.